Тарум, тарум, татум, татум, тарум, татум, татум. Здраво! Вчера беше малце негативна епизода, така малце се нерев. И решив денеска да направам една нова епизода кај што малце ќе се посмееме на наш грб. Така да денеска ќе правиме мим ревју. Кој дека си каше? Food review. Има многу мимс по интернет, нели, за дизајн, за едно за друго. Избрав са вајле некои така што највише ми остаја впечаток и ќе гледам денеска да ги разгледаме заедно и евентуално да се посмееме. Ако сакаш уште вакви епизоди или ако сакаш од другите епизоди, пиши у коментар, лайк, шер, сабскрајб, све тоа знаеш како иде. Patreon, исто све у линк доле ти е, така да може да почнеме. Прво, ова ми е генијално. Што ми зива случајно? 2010-та, мислам, 2011-та така беше тука пред работев на Колосеум по Стерите, тодеш, и газда свила на Колосеум, тоа што беше газдата, доаѓа и тав, Мара, слушај, он сите Мара ги викаш. Мара, слушај Мара, јас сум дизајнерот, ти си ми рацете на мене. Ова не само што е мим, мислам, сите мим се базирани на вистина, така да тоа е така интересна дешавка у моето мало скромно искуство. Да, овако има и кај нас, сегде е вака сега, не се криви луѓето што ги лепат, криви се луѓето што одобруваат вакви ствари. Мислам, ваков кернинг немало ни кај една дизајнерка што ја гледав. Класика, еден од најдобрите билборди направени, генијално. Значи, ако е стварно вистина, кој што вишо дека е вистина, да, ова е перфектно. Дури многу има ископирано како оглас, демек да бараме графички дизајнер и ми се свиѓа. Да, шо ѓавол те тера на телефон да звониш, бе? Буквално е мојата фаца. Шо ѓавол те тера на телефон да звониш? Пиши мејл, бе, пиши негде да му се не заебавај се, да збориме на телефон, љубов ќе водиме по телефон. Ало, здраво. Добро. Ништо нема да запамтам прво што ќе ми кажеш. Тоа е факт. Зашо од тука влегува, од тука одма излегува надвор и не се враќа тој фидбек што ми го даваш по телефон ти на мене. Шо те мачи да му имам мајката? Пиши мејл, нешто да имам хард копи пред мене за да знам да аплицирам, да ги аплицирам твоите желби после тоа. Зошто? Зошто и ова ми е случка со свила за Колосеум. Правевме билборд некој тогаш, Туборг журки имаше у Колосеум и знам, беше му аветот, направи го логото поголемо да биде на билбордот. Сега го правиш големо, значи пола билборд е логото и се јавува и вика, брат, го мерам логово на екран, 4 сантима е. Вика, направи го поголемо. Викам, друже, огромно е на билборд, значи збориме, не знам, метар и пол е негде логото само, широко. И вика, го мерам на екран 4 сантима е. Your crush not responding, Adobe Photoshop. Затоа не користам Photoshop. Photoshop користам за гледање мимс. Така да, ако користиш Illustrator, ќе направиме мим уживо. А ако користиш Adobe Illustrator, тогаш your crush will respond. Big brain time. Ова не е точно. Смешно, ама не е точно. Значи, одма му правиме шак. Готам има боле кернинг. Готам има боле кернинг барови, значи направени. Готам е про фонт. Да се разјасни. Монсерат е бесплатен Google фонт. Очекувањата да се исти, мислам, ако гледаш исти фонт у Готам и у Монсерат, а се нарекуваш дизајнер, па не си баш дизајнер. Готам е, ако добро памтам и добро се сеќам, Готам е Готам е официјален фонт на Кока-кола. Значи, Кока-кола, сите текстови што се пишуваат за Кока-кола се пишуваат со Готам. Се што треба, значи, слоганче, едно, друго, се е тоа Готам, така да не е баш исто, знаеш, Монсерат
Да, за веб може би е добар, ама и за веб е срање фон, бе, не можам да го гледам кога му се тоа растргнати буквите и падна сиба мајката. Ете, падна Photoshop, усред снимање, од гледање слики падна да го ебам. Не е битно се случува, тоа е, јеби ga, ќе падне. Зашо е Photoshop, зашо е говно од софтвер. Да го ебам, не знам зашто луѓе толку многу. Да, ама на страна на тоа, ево, следниот ми вика, пред 25, колку имав? Немав 10, а така 12-13 години имав. Значи пред 23 години. Да немав пиратски Photoshop тогаш не знаев што да правам у тоа. Значи ги користев овие филтер галери користев највише. Фала за пиратскиот софтвер што ми е даен уште на времето, мислам дека комшијата Лео ми ги даде. Тоаш ми даде Photoshop. Photoshop и Corel ми даде. И Corel не можев да го сватам ич. После почнав малце да го сваќам, ама да. Чекај да го сминам и да се гледам сам себе. Гледа со една рака колку е чудно да работиш ко сакат некој се осеќам. Ама па тоа е, мора мајко да се држи, ми го нема бум армот, не знам кај ми е. Така да. Моите на времето си се вработиле сегде, се културно, купиле стан, после купија куќа, ја еме у моите 35-ти. Јеби га, јутуберство, за тоа лайк, шер, сабскрајб, да направам милиони и да купам ја некоја куќа, вајде. Да, може да се расправаме на темава до миле волје. Значи, Photoshop не е за дизајнирање векторски фајлови. Photoshop е за обработка на фотографии, за цртање некои ствари ради овие браше што ги има. Значи, а иначе главната ствар е обработка на фотографии. Затоа и се вика Photoshop. За ова може да се расправаме, ако мислиш дека знаеш да дизајнираш логова во Photoshop, пиши у коментар, ама не знаеш. Види, ова беше на почеток, сега мислам дека ги оправија тоа рацете, како да движат, како да прават, Ама за да стане подобар AI, треба нели да го храниш ти као човек. Ако не го храниме, ќе умре. Така да не му дајте многу импути и ќе си остане на распад, никад нема да не смени, тоа е факт. Секој пат, секој ебан пат. И тоа посебно клиенти што викаат кажи цена. Ја на сите им викам се, знаеш зашо? Посебно македонски клиенти, ако се некој, мада по последно време не сакам да работам со македонски клиенти, као кажи цена, не викам кажи ти цена, ја се знам себе, не те знам тебе. Кажи, пари не се проблем, ќе му кажеш нешто и ќе го снема. Па ќе кажам, не користи Photoshop. Среди фотките у Photoshop, еби мајката и готово, затвори и продолжи. Илустратор, InDesign, Canva болje дизајнира него Photoshop. Да, ова се вика вака. Сега, друже, одма, готово, идемо. Крај. Што не кажа ти, ја на закачалка сум да ти имам, цел ден тебе те чекам. Да, и ова се случува од време на време. И ова е фацата. Претежно. Ама па со последниве верзии има на recovery на стварите што се ги работел, така за CS6 да беше проблем. После мислам дека со CC, со не знам кој апдейт на CC го направија и си има recovery, добро си работи, мислам. И падне, запали го одма, се појавува фајлот, save и после на секој црлсат и така. Никад нема да ме види илустратор, никад нема да ме види да правам, да правам лого у Photoshop. Најнормална работа, бе. Најнормална работа. Ова, окей, може, и ова може. За ова му викам ајде бе, изволте, и стануваш од маса, вака, од стол стануваш и кажеш, ајде бе, бако, повели, изволте. Седи да тебам. И му викаш, седи, направи го за 5 минути. Ми треба до 5, добро и мене ми требаат парите до 5, I don't get it, ова му викаш, не е за тебе, кој те е, не е центрирано, и му вадиш align tool, му викаш, еве го центрирано е, сега си глуп, така, толку завршаш работа. The only date I get. А ни овој не го зимам зашо пиратски Photoshop користам. Ова сум ја. Да.
село гори, Гоце вика лого да не ти треба. Буквално и постојано е вака. Значи со се едно друго правиме мод, лого да не ти треба нешто брате да се заврши работа. Ама тоа е са, јеби га. Секогаш fight me. За било што е подобар илустратор од Photoshop, за било што. Освен нели, добра сега за фотки средување, ама за било што друго. И баш кај Photoshop работи у пиксели, бе, шокице пиксели, бе, ти треба нешто што може да го зголемиш, да го намалиш, да го средиш, да го смениш. Photoshop нема, направи го еднаш кај толку rest in peace. Па да. Вака кога ќе се собере цела агенција, како ова тука, значи кога ќе се собере цела агенција да те гледа, и сите имаат нешто да кажат, и тука редовно се пушта мојавето, тоа е многу бабици килав дизајнот. И се љутат кога им кажеш дека се бабици, а мање више се да. Една од поглупите работи кои што можеш да ги кажеш, don't judge a book by its cover. Ако е каверот лош, брат, не би ја купил книгата, освен ако не ми ја препораша некој ептен. Така да и да, мислам, човек дизајнер седи, работи, мисли на каверот како да изгледа, што да се прави, што да се дешава, и ти седиш и викаш како don't judge a book by its cover. Бич, што гледаш ти на полица прво? Тоа што е внатре у книгата, не тоа што е надвор од книгата. И нека биде и метафора, не знам, внатрешна убавина. Курмо е внатрешна убавина? Што гледаш прво е, брат, ке некоја жена? Дали убава на фаца, дали има добри цицки, добар газ? А после душата. Промени у дизајн се доста убава работа. И тоа промени претежно добиваш од дизајн од клиент кој што е лош. Зборам као лош клиент од типот на он не знае што точно сака, има многу промени, или ти немаш направено доволно добар дизајн, па за тоа дизајнот трпи промени. Знаеш, ако гледаме реално на стварите, ниеден клиент нема да ти бара тебе промени у дизајнот ако му дадеш добро решение. Дискутабилно. Да. Еве сега, Пак ќе кажам, фамозното мое портфолио што ќе го правам сега месец и пол да го имам, што не можам не можам да одредам прво кои проекти да ги ставам у него. Па зошто да ги ставам? Па таман сум ставил 2 проекти, барам по фолдери, зашто идам фристайл, не ја викам да соберам прво елементи, него ќе ставам како што ќе идам, морон. Ставам 3 проекти, на пример, у брендинг. И викам, ќе ставам уште еден, го наоѓам четвртиот, го ставам и се продолжувам, барам, викам, чекај, наоѓам уште еден брендинг проект. Викам, чекај, сега се вратам назад у портфолио. Кој да го избришам од тука се? Што овој ми е подобар, ама од кој од овие дизајни е подобар? Хаос. Од прилике тоа е тоа. Фала што беше тука. Ако имаш мемс, прати ми ги, ќе се смееме заедно у наредна епизода. Ако се свија начинов на кој што се снимува, ќе правам уште епизоди вакви. Не знам, сугестии слободно пиши ги у коментар. Ако сакаш да видиш нешто, ако сакаш да видиш некој туторијал за нешто правење, слободно пиши у коментар. Сум расположен и сум волен и желен да направам такви ствари, така да се е добре дојдено, се е во ред да се направи и биди ми поздравен, се гледаме нареден пат. Чао!